Океј, мислам дека е време. Здраво на сите. Најпрво би сакал да ви се заблагодарам на сите на покажаниот интерес околу оваа тема и сакам да ви се заблагодарам на сите присутни кои што денес сте тука. Моето име е Филип. Јас сум дел од маркетинг тимот во Brainster и ќе бидам модератор на овој настан. Пред да го најавиме спикерот, имаме користиме Interrupt апликација која што ќе ја користиме за одржување на Q&A сесијата, така да значи сега ви праќам линк каде што ќе можете да се најавите. Тука може да постувате прашања, да гласате за прашања кои сакате да бидат одговорени, така да слободно пишувајте се што ве интересира со цел да одговориме повеќе прашања. Сакам да додадам тука дека на крај ќе оставиме некои 2-3 минути во кои што на крајот од вебинарот ќе разговараме за двете академии, за full stack и за фронтенд. Бидејќи верувам дека навистина има некој што би сакал да се запиши на некој од академиите. Сега сакам да најавам денешниот говорник, човекот кој што сите го чекавме, Магдалена Силјановска Спинола, која што е full stack девелопер, која што работи во The Remote Company. Таа е дипломиран софтверски инженер со повеќе од 6 години искуство и таа е инструктор на Академијата за full stack програмирање во Brainster. Верувам дека ќе научиме доста работи на ова предавање, поврзани со тек индустријата и тек трендовите, како и какво е влијанието на AI врз работата на девелоперите. Доколку се пронаѓате во оваа област, останете до крај, каде што ќе споделиме повеќе информации околу двете академии. Без да должам понатаму, мислам дека може Магдалена сега да преземе. Да, фала Филип. Здраво на сите. Јас сум Магдалена. Како што ви кажа Филип, многу ми е мило што ве гледам во толков број. Би сакала пред се да ви посакам добре дојде на сите. Ви благодарам што сте тука и навистина се надевам дека ќе ви биде забавно и сигурна сум дека ќе си одите со повеќе знаење и разбирање на оваа индустрија и секако информации кои ќе ви користат понатаму. Пред се да ви кажам дека јас навистина денес ќе се потрудам да го направам овој вебинар што поинтерактивен, па би била многу среќна доколку учествувате и вие во оваа идеја. Ќе имаме некои мини прашања како што ќе се движиме низ разговорот, па супер би било ако сте активни и комуницирате со мене. Како што веќе знаете, темата на која што ќе зборуваме денес е иднината на технологијата. Ова е една навистина интересна тема која верувам ќе ви биде од доста значење и информациите ќе бидат навистина нешто што би ви користело во понатамошните одлуки во однос на вашата кариера, за оние кои што не сте дел од оваа индустрија, а за оние кои што сте веќе дел од неа, можеби ќе добиете некоја идеја плюс во врска со индустријата или начинот на кој што таа функционира или може да функционира. Кога сме веќе овде, би сакала да ми кажете колку од вас сте дел од оваа индустрија, а колку од вас не сте. На чатот запишете ни еден, тие кои што сте веќе дел од тек индустријата и два, тие кои не сте. Филип, можеби можеш да ми споделиш што има на чат? Да, доста измешано. Океј. Видов многу кецови, ама има и двојки, така да би рекол 50-50 може. Океј, супер. Супер, што имаме разновидност, супер. Значи ќе има за сите по нешто. Океј. Денес во главно ќе ги разгледаме и објасниме некои од најсовремените и најпопуларни технологии и трендови.
како дел од нив ќе бидат Internet of Things, 5G или 5G, блокчейн и секако вештачка интелигенција, како и нејзиниот брз развој и нејзиното влијание врз оваа индустрија. Некаде при крајот ќе видиме кон каде се движи иднината на пазарот на труд за девелопери. И како дел од тоа ќе појасниме и какви се и работни позиции постојат. Ќе видиме во кој домен функционираат истите, односно што е одговорност на секој од нив. И на крај, нешто што верувам ќе биде доста интересно за сите, ќе го разгледаме и трендот на плати во оваа индустрија на глобално ниво, па ќе видиме како тоа се движи. Во основа сите овие технологии за кои ќе зборуваме денес, веќе сите ги знаеме и видливо ги трансформираат нашите животи веќе, влијајќи врз целосни индустрии. Замислете, девелоперите се во суштина главната сила која што се крие зад развојот и имплементацијата на овие толку моќни технологии, за кои што сега веднаш продолжуваме понатаму за да ги разгледаме и објасниме. Уживајте и уште еднаш добро дојдовте во овој свет во кој ќе влеземе денес, ако што јас често знам да го наречам свет со изобилство од можности. Одиме понатаму. Значи, сено ќе ги разработиме неколку од најпопуларните трендови во технологијата. Ќе видиме што всушност значат, ќе објасниме како функционираат и ќе разгледаме нивни имплементации во сегашноста, како и имплементации кои се очекуваат да постојат, односно да се создадат во иднина. Дел од нив, значи, оние кои што ние денес ќе можеме да ги разгледаме, ќе бидат Internet of Things, 5G, блокчейн и вештачка интелигенција. Првиот од популарните трендови во технологијата што ќе го разгледаме е Internet of Things. Во основа овој термин доста често знае да биде погрешно протолкуван, а тоа е заради тоа што неговото име е доста апстрактно и е тотално разбирливо зашто имаме потешкотија да го разбереме. Но еве наједноставно објаснето, Internet of Things практично значи вообичаени секојдневни предмети или уреди, односно апарати, да се поврзат на интернет. Под секојдневни предмети или апарати или уреди се мисли на апарати, алатки и други предмети кои ги користиме често, дури секојдневно. Ова обично значи предметите да ги поврзиме на интернет, како би можеле да прибираат и разменуваат податоци преку интернет и со тоа можеби да бидат во можност да се поврзат и со други предмети, апарати, уреди и така натаму, со цел да извршат некоја работа, односно да помогнат да оптимизираат некој процес кој што би било значајно. Начинот на кој што се прави ова е вообичаено со помош на сензори, софтвер и други технологии кои би им овозможиле да прават размена на податоци на интернет. Сега, ние ова практично го правиме на дневна база, повеќето од нас, но можеби не секогаш сме свесни дека баш тоа е она што го нарекуваме Internet of Things. Некои постоечки примери, кои што би ги споменале, би биле како прво паметни домашни уреди. Сега не велам дека овие баш ги имаме сите по дома, но навистина постојат и луѓе кои што ги користат. Еден пример би бил паметни врати, кои што може да се контролираат на далечина, па потоа имаме паметни сијалици кои ја прилагодуваат светлината врз основа на природната светлина, па имаме потоа паметни термостати
кои што ги учат нашите температурни преференции и ја адаптираат температурата врз база на тоа научено знаење. Следен пример кој што би го споменала, а е доста застапен тренд на денешно време, би биле паметните часовници, кои што се уреди кои ги следат нашите очекувања на срцето, чекорите кои што ги правиме и така натаму. И сите тие податоци кои што ги следиме преку тие уреди, може да ги разменуваме преку интернет, односно ги синхронизираме тие податоци, за да можеме да ги видиме подоцна и на часовникот, и на нашиот компјутер, и на нашиот телефон, паметен телефон. Ова биле примери кои што се, да речеме, веќе постоечки. Некои примери кои што би можеле да очекуваме да се појават во иднина се, например, исто вакви слични уреди кои би ги носеле како паметните часовници, нешто многу слично, но ова би биле уреди кои што ќе може да предвидат потенцијал за одредени болести кај лицето кој го носи уредот. Понатаму, овој е следен пример, дури мислам дека постои во нека бета верзија, односно верзија која што е во фаза на тестирање, но не сум баш сигурна, па затоа велам е од иднината, заради тоа што сигурно може да се надогради. А тоа би била паметна агрокултура. Под ова што подразбирам, например, еден пример би бил дронови кои што би биле опремени со сензори, како би прскале со, например, пестицид, и би прскале автоматски, и тоа само онаму каде што е навистина потребно. Со ова би се намалило штетното влијание на околината, што не е баш мал потек. Понатаму, пример за кој што доста често се зборува во последно време, би биле операции на далечина. Сега, Internet of Things во комбинација, значи ова не е само работа која што припаѓа само на Internet of Things, туку ова би можело да се постигни со користење на Internet of Things во комбинација со вештачка интелигенција и 5G, и сите тие заедно би можеле да овозможат буквално хирурзи да извршуваат операции на далечина со помош на современи роботски системи. Замислете, овој пример би било исто како да замислиме дека некаде, например, има потреба од некоја итна операција, да речеме, и на некој доктор му требаат, например, 2 часа да стигне до болницата, ова не би било веќе проблем со овие иновации кои што би постоеле можеби во иднина. Запишете ни на чат дали вие имате имплементирано Internet of Things во вашите домови и споделете ни некоја идеја, можеби некој ќе сака да имплементира нешто од вашите идеи. Ова ќе го прочитаме малку подоцна. И секако да напоменеме дека главната цел на оваа технологија е буквално животот да ни стане полесен, поефикасен, пооптимален, и се тоа преку поврзување на овие уреди да работат еден со друг на еден автоматизиран начин. Следната технологија која ја следи на некој начин Internet of Things технологијата е 5G или 5G. Додека 3G и 4G, односно 3G и 4G технологиите ни овозможија да пребаруваме на интернет без проблем, да користиме податочно водени услуги, стриминг и така натаму. 5G технологијата се очекува да направи вистинска револуција во нашите животи, бидејќи таа ветува навистина огромни брзини на интернет со многу мала латентност инаку е доцнење.
Но ова револуционерна природа на 5G технологијата и не се базира баш само врз брзиот интернет, туку врз фактот дека таа има буквално потенцијал да влијае врз цели индустрии. Имено со незината сосема мала латентност, таа може, како што рековме, да возможи иновации, како она што споменавме пред малку, операции на далечина. Замислете, хирурзи кои што, например, еден хирург може да се наоѓа на еден континент и да прави операција на некој сосема друг континент без никакво доцнење. Тоа е навистина нешто за кое што доста се зборува последно и верувам дека ќе биде возможно во иднина. Понатаму, друг пример би биле автономните возила, кои што нели веќе ги имаме, се работи за Тесла, автопилот, но сепак нивните функционалности би биле подобрени, далеку подобрени и перформанси секако с помош на оваа технологија 5G. Океј. Понатаму имаме една доста популарна технологија наречена блокчейн. Сега пред да започнеме да зборуваме за блокчейн, сакам да ми напишите на чат сите оние кои ќе се препознаете во ова. Сакам да видам практично колку од вас кога ќе се спомени блокчейн најпрво помислувате на биткоин. Филип, што имаме? Уште немаме никој. Немаме? Еден. Океј. Два. Ова е да, претпоставам дека ова да. Да, претпоставам, да. Пошто еден е да, а два е не. Океј, интересно. Баш мислев дека ќе биде спротивно, но излегува доста двојки сега. Два би било. Би рекол дека 65-70% мислат дека е биткоин. Да, океј. Сега да разбиеме еден мит, односно таа претпоставка која што имаме повеќето. Сигурно повеќето нели сте слушнале за блокчейн и верувам дека како што видовме, нели штом се спомне овој термин, повеќето луѓе не потсеќа на криптовалути или биткоин баш специфично. Многу е вообичаено блокчейн технологијата да се поврзува само и исклучиво со криптовалути. Дури понекогаш може да се случи, барем мене ми се има случено, да слушнам за терминот блокчейн, а уствари тој што говори да мисли на криптовалути. Зошто е ова вака? Нели, како што ние сите овде имаме слушаното за биткоин, така и сите луѓе out there имат слушаното за биткоин, која што беше нели првата и најпопуларна криптовалута и се уште е. Оваа криптовалута, како нејзина најосновна технологија за развој, ја користи блокчейн технологијата. И не само тоа, туку блокчейн технологијата беше иницијално развиена баш за таа цел, да биде основна технологија за развој на биткоинот. И после тоа секако и заради големиот бум што го направи биткоинот и успехот што го докажа и го имаше еден известен период и верувам ќе го има и во иднина повторно. Блокчейн како технологија заради сето ова остана тесно поврзана со криптовалутите, меѓутоа не значи дека се користи само за тоа. Сега, што всушност представува блокчейн? Замислете си една дигитална тетрадка, чија што содржина можат да гледаат многу луѓе, но не може лесно да ја променат. Сега, наместо едно лице да ја контролира оваа тетрадка, содржината од истата е споделена низ мрежа од компјутери и кога некој ќе сака да додаде некаков нов податок во таа тетрадка, сите компјутери во мрежата треба да се согласат дека тој податок е валиден. Откако ова ќе се случи,
односно овие компјутери во мрежата ќе се согласат дека податокот е окей да се внеси. Податоците се додаваат во тетрадката, но во така наречен нов блок, а овој нов блок е поврзан со сите претходно постоечки блокови и на овој начин се создава синџир од податоци. И заради ова се нарекува, технологијата се нарекува блокчейн или на македонски буквално преведено синџир од блокови. Сега, корисноста на овој начин на чување на податоци е тоа што податоците се зачувани на многу компјутери и заради тоа не можат лесно да се менуваат, што ја прави оваа технологија доста безбедна и токму поради ова, оваа технологија често се користи за криптовалути и секако за било кој друг систем каде е потребно исклучително безбедно чување на важни податоци. Значи, да нагласам, оваа технологија е создадена со цел да ги поддржи криптовалутите и нивната имплементација, но не се користи само за криптовалути. Океј. Понатаму, одиме со вештачка интелигенција. AI или Artificial Intelligence или на македонски, нели, вештачка интелигенција е доста популарен термин во денешно време, посебно сега со појавата, нели, на ChatGPT и неговиот бум. Овој термин го слушаме инаку долго време. Овој термин не е од сега, не е од појавата на ChatGPT па наваму. Баш напротив, овој термин го слушаме долги години, но некако се до појавата на ChatGPT, како да не бевме свесни за што се работи. Ни личеше абстрактно и немавме баш некоја чиста идеја и замисла за тоа што се може да се направи со помош на вештачка интелигенција и колку во суштина таа е моќна. Доскоро, кога ќе слушнавме за вештачка интелигенција, сите прва асоциација ни беше некое мало роботче, што има подвижна рака, па преместува некои предмети, врши некоја работа за нас и така натаму, и тоа ни беше замисла за вештачка интелигенција. Сега, што всушност е вештачката интелигенција? И тука исто ќе појасниме и што значи и машинско учење, бидејќи тоа е подгранка на вештачката интелигенција, која што во основа функционира и заедно со не. Но ќе видиме и разликата помеѓу нив. Најпрвен, што е вештачка интелигенција? Во основа, вештачка интелигенција е оспособување на машини, односно компјутери, да можат да мислат и учат многу слично на нас луѓето. Велам слично, заради тоа што стремежот е да биде исто, но ќе видиме кога ќе стигнеме до тој степен. Начинот на кој што вештачката интелигенција се оспособува да учи е практично со помош на машинско учење. Машинското учење е всушност програмирање на машини, односно компјутери, кои имаат за цел да анализираат податоци врз основа на некое претходно искуство, како самостојно би извршиле одредена задача без да има потреба од некаква човечка интервенција. Машинското учење функционира главно преку користење на податоци и алгоритми. Сега, алгоритми е многу фенси збор и доста користен во последно. Во основа алгоритам представува збир на упатства кои му кажуваат на компјутерот како да изврши одредена задача. Алгоритмите што ги користи машинското учење складираат податоци, препознаваат образци или она што во програмирањето се нарекува patterns и на крај ги анализираат тие податоци за да ги прилагодат своите функции со цел да поуспешно ги комплетираат тие задачи кои им се зададени. Се што е потребно за започнување на овој процес се само списоци со чекор по чекор
инструкции или алгоритми креирани секако од страна на програмерите или девелоперите. Сега, тука ги споивме двата термини за вештачка интелигенција и машинско учење, но накратко јас би појаснила што е разликата помеѓу машинско учење и вештачка интелигенција. Вештачката интелигенција е практично гранка на компјутерските науки, односно на компјутерската наука, која ги програмира компјутерите да извршат задачи на некаков блиску до човечки начин. А додека пак машинското учење е гранка на вештачката интелигенција, која е пак фокусирана на програмирање на компјутери кои би учеле. Сега, да се вратиме на вештачката интелигенција. Некои практични примери за вештачка интелигенција би биле, нели, отскоро најпопуларните виртуелни асистенти, како ChatGPT, Bard, па и оние постарите како Siri, Google Assistant, Alexa и така натаму. Понатаму имаме Google Translate, која што е, нели, доста користена алатка, која што исто така функционира врз база на вештачка интелигенција, па имаме Tesla Autopilot, како што споменавме и претходно, и друг пример би бил Google Ads, например. И Google Ads функционираат врз база на вештачка интелигенција, односно, нели, во позадина има еден куп алгоритми кои што учат за тоа што ние сакаме да гледаме, па такви реклами и добиваме, нели, кога отвараме Facebook. Добро, на Facebook се Facebook реклами, меѓутоа кога отвараме други веб-сајтови, добиваме, нели, гледаме Google Ads и тие се врз база на тоа што ние сакаме да гледаме, односно што нас би не интересирало. И се тоа се прави со вештачка интелигенција. Сега, сите овие алатки веќе станаа дел од нашиот живот и дури понекогаш и не забележуваме дека всушност користиме вештачка интелигенција, кога ги користиме, а сепак ја користиме. Па затоа можеме да заклучиме дека вештачката интелигенција полека но сигурно се вовлекува се повеќе во нашето секојдневие и веќе видливо влијае на нашите животи, а влијае и на тек индустријата. Па затоа сега ќе продолжиме понатаму да видиме и како влијае на тек индустријата. Океј. Сега, пред да продолжам понатаму, да објасниме како AI влијае врз оваа индустрија, би сакала да ми пишете на чат многу кратко, значи колку често користите AI, како например ChatGPT, да речеме во врска со вашата работа или со нешто, со некои таскови кои што ги имате на дневна база. Пишете ни многу кратко, као 2 пати на ден, еднаш месечно и така натаму. Имаме коментари, многу ретко, повеќе пати секој ден. Браво за Вил. Воопшто не користам. Секојдневно повеќе пати, многу често, секој ден 0, повеќе пати, ретко секој ден, многу ретко, само кога работам со програма, предпоставувам 2-3 пати неделно, секој ден, ретко 4 пати, а ретко само Google Translate. Многу добар. Да, таа алатка мислам дека сите ја користиме доста често. Најчесто користената навистина. Апсолутно. Океј, за тие кои што дадовте само одговор дека користите
почесто, да речам, кои се ваши, да речам, go-to технологии, односно, која алатка ја преферирате од овие кои што ги набројавме или некои други кои што не ги ни спомнавме? ChatGPT, Океј. фаворит. Да. Фаворитот на денешно време, да. ChatGPT, ама не е апдейтирана на 2023. Фри Најголемиот проблем. Да. ChatGPT, GitHub Copilot, Океј. ChatGPT. Да. Главно е ChatGPT. Да, ChatGPT е омилена алатка, мислам, во последните неколку месеци барем, од која стварно настана еуфорија околу неа, макар што таа постоеше претходно. Само што сега дознавме за неа. Океј. Сега се вратиме наназад и ќе зборуваме за тоа како AI влијае врз тек индустријата. И спойлер алерт е дека нема да ни ги одземи работните позиции. Сега ќе опишиме накратко преку пример како уствари таа влијае врз работата на девелоперите. Знаете кога го користите вашиот компјутер или телефон, било кој од тие два уреди, или таблет или било што, таму имаме нели инсталирано многу апликации кои го прават тој уред функционален, го прават тој уред да не прави да го користиме, односно да ни треба. Вештачката интелигенција тука може да се замисли како некој многу паметен помошник, како да имате некој до вас што ви помага и ги прави тие програми и апликации уште подобри и полесни за креирање. И овој дел полесни за креирање го нагласувам, бидејќи сега низ пример ќе видиме како на практичен начин вештачката интелигенција влијае врз целосната работа на девелоперите, а со тоа и како влијае врз оваа индустрија. Замислете дека сакаме да изградиме една нова апликација, како на пример некоја игра или некоја друга алатка, било каква, која би ни олеснила некаков процес. За таа апликација да функционира, треба да напишеме код, нели, кој што компјутерот би требало да го разбира нормално. Тоа во основа е исто како да му кажуваме на компјутерот или паметниот телефон што да направи кога ние, например, би допреле некој копче или кога сакаме да видиме некакви слики, му кажуваме на компјутерот како сакаме да ги прикажеме тие слики и така натаму. Значи, ова се базични примери за тоа како изгледа еден краток код. Ова е многу слично, дури можам да речам аналогно, како да му даваме некаков рецепт на компјутерот, но тој рецепт мора да е дефиниран од наша страна. Овде доаѓа улогата на вештачката интелигенција. Во вакви случаи, користењето на вештачката интелигенција е како да имаме, например, некој пријател кој што седи овде до нас, или асистент, кој може да ни помогне со дефинирање на тој рецепт кој што треба да му го дадеме нели на компјутерот. Вештачката интелигенција во основа може да разбере што сакаме да прави апликацијата и може дури да напише дел од тој код, а во некои случаи и целосно да го напише кодот. Зависно колку е сложен случајот за кој што нели разговарам. И ова нели е прекрасно, звучи прекрасно, барем мене ми звучи прекрасно, бидејќи го прави целосниот процес на креирање на тие апликации, на имплементација и така натаму, го прави тој цел процес поефикасен, што резултира со креирање на апликациите многу побрзо и многу полесно. Сега, окей, тука вештачката интелигенција ни помогна да ја креираме апликацијата, но тука не застануваме, можеме да продолжиме да ја користиме вештачката интелигенција
и тоа на следниот начин. Можеме да ја искористиме исто така и за пронаѓање на грешките кои што би можеле да се случат при градењето на таа апликација, бидејќи вештачката интелигенција обрнува внимание и на нив. Замислете си овде во овој случај како некој детектив кој постојано ви бара, нели, грешки кои што може да се случат во вашата работа, во нашата работа. Кога ќе напишеме сите тие инструкции, цел тој код, можеме да направиме некои грешки. Значи, без да го знаеме тоа најчесто. Овие грешки може да направат нашата апликација да падне, како популарно го нарекуваме тоа, кога некоја апликација ќе крешне, како што велиме. Или со други зборови, тоа значи дека апликацијата едноставно не работи како што се очекува да работи. Што значи во овој случај вештачката интелигенција ни помага навреме да ги откриеме овие грешки и да ги поправиме пред тие да предизвикаат било какви проблеми. Покрај ова, откако ќе ни помогне за овие две работи, вештачката интелигенција исто може да послужи за анализи и статистика за нашата апликација. Овде таа ни служи како да имаме некој асистент кој наблюдува и анализира се во врска со тоа како корисниците ја користат нашата апликација, може да научи од нив и да ни даде совети како да ја подобриме апликацијата. Например, ако имаме голем број на луѓе кои што ја користат апликацијата и, например, секогаш кога ќе отворат, допираат одредено копче за да отворат некакво мени, да речеме. Тука, во вакви случаеви, AI може да ни предложи тоа копче, например, ако AI научила дека тоа копче е толку многу често користено и така натаму, може да ни предложи тоа копче да се зголеми, например, или да се стави на некое друго повидливо место и со ова нели би ги направиле корисниците посреќни и би им го направиле користењето на апликацијата далеку полесно. Значи, од сите овие примери гледаме дека во светот за развој на софтвер вештачката интелигенција е практично наш најпаметен и најверен пријател, помагајќи ни побрзо и поефикасно да пишуваме код, правејќи не со тоа правејќи не и попродуктивни. Потоа, нели, како што рековме, внимава за нас на грешките кои што можат да се случат, па дури ни дава идеи да ги направиме нашите програми, односно апликации погодни за корисниците. Супер, нели? Сега, како што технологијата продолжува да се развива, вештачката интелигенција ќе продолжи да биде одличен партнер на програмерите, било да се тоа фронтенд или бекенд девелопери, односно програмери, правејќи ги работите што ги користиме на нашите компјутери и телефони, уште помодерни, да, може да биде уште помодерно и полесни секако за користење. И во основа, ова би бил начинот на кој што AI влијае врз индустријата моментално и сметам дека ќе продолжи да влијае уште поагресивно на ваков начин. Како што споменав на почеток, кога се појави ChatGPT, имаше еден доста популарен тренд на страв дека вештачката интелигенција ќе ги преземи работните позиции на програмерите и слично, но како што реков на почеток, не, тоа нема да се случи, посебно не во блиска иднина, бидејќи и тие системи за вештачка интелигенција се програмирани од страна на луѓе, односно девелопери. Така што we are safe. Овде ви прикажувам некои примери за тоа како јас го користам ChatGPT на работа. Во смисла, ова се некои примери од историјата на комуникација мојата комуникација со ChatGPT. Ова налик личат доста едноставни примери, меѓутоа некогаш знаат да се доста од помош. Некогаш се работи за поправање на еден карактер, но
две очи некогаш не гледаат доволно, така да ChatGPT е супер асистент кога станува збор за кога станува збор нели за помош при работа. Океј. Одиме понатаму. Како што рековме, некаде при крајот на овој вебинар, доаѓа главната тема, односно еднината на, верувам дека ова би било нешто што би ги интересирало повеќето, а тоа е каква е еднината на пазарот за фулстек и фронтенд девелопери. Океј, ајде да позборуваме за еднината на пазарот на овие луѓе кои ги создаваат сите апликации повеќето апликации кои ги користиме на компјутерите наши. Најпрво би сакала да ги разгледаме различните позиции кои што постојат во овој свет. Во основа постојат 3 такви вида на работни позиции. Една е фронтенд, друга е бекенд и трета е фулстек. Фронтенд програмерите наједноставно би било да се рече дека го прават изгледот на една апликација. Бекенд програмерите се оние кои прават сета работи непречено во позадина, додека пак фулстек програмерите се оние кои можат да ги прават и двете работи. Значи, тоа би било накратко за тоа како изгледаат овие позиции и која е засебната одговорност на нив. Сега, што се однесува на пазарот на труд за овие позиции, тоа е доста динамичен и би рекла во постојан раст. Имено како што се повеќе и повеќе луѓе почнуваат да користат интернет и нели доаѓа потреба од разни апликации за сите секојдневни обврски, така расте и побарувачката за програмери, односно овие фулстек, фронтенд и бекенд девелопери. Би сакала сега да ви раскажам една ситуација која што се случи пред многу години, како би го илустрирала ова што сакам да го кажам. Ова ситуација се случи пред повеќе години, не сум точно сигурна колку, но ми остана баш врежана во меморијата. Едно би било сигурно и многу нормално, а тоа е дека секој кој е нов во оваа индустрија на почетокот, се додека не започне да работи на својата прва работна позиција, мисли дека тоа е практично невозможно. И ова е сосем нормално. Сега зошто велам дека е нормално? Заради тоа што реалноста е дека се додека не се започне со работа на реален проект, никој не е баш свесен колку знае, па заради ова доаѓаат и мисли од типот на дали ќе се снајдам, дали имам доволно знаење за да работам и така натаму. Па вака исто се чувствував и јас кога започнував, пред да започнам да работам, и некаде при крајот на факултетот, еден ден отидов на консултации по предмет, не знам точно кој предмет беше, и таму во просторијата за консултации случајно имаше други двајца професори кои дискутираа нешто во врска со некоја фирма на која и треба програмери во тоа време, и јас баш се сеќавам како да беше денес на муаветот кој што си го правеа. Едниот професор прокоментира нешто, сега парафразирам: абе работа има, само што правиме за кадар. По тоа време искрено ова ми личеше навистина како голема шала, бидејќи нели со тие мисли кои ги споменав погоре, дали ќе се снајдам, дали ќе најдам работа и така натаму. И нели само станав свесна во тој момент, си велев по колку студенти на годишно ниво излегуваат од факултет, како е можно да нема кадар? Значи тоа ми беше мислата во тој момент. Но како што поминуваше времето и како што спознавав се повеќе оваа индустрија, се повеќе сваќа колку професорот бил во право. И ова го кажувам воглавно за да можам да се надоврзам и да ви кажам дека
ништо, ама апсолутно ништо не е сменето од тогаш до сега, а ова беше сигурно пред повеќе од 7-8 години. И можам да ви кажам дека и денес побарувачката за програмери е во пораст, и денес има повеќе работат колку што има девелопери за да сработат. И сум сигурна дека ова нема да се смени за скоро, посебно земајќи го предвид нели трендот на раст на побарувачката за софтверски системи. Секогаш ќе има место во оваа индустрија за квалитетни девелопери. Што значи во светот за развој на софтвер иднината е на вистина светла и за фронтенд и за фулстек програмерите. Па на крајот од денот, нели, како што рековме, тие се и главната сила за се она што користиме на нашите компјутери, телефони и така натаму. И тие се оние луѓе кои што ќе продолжат да го прават овој дигитален свет уште поневеројатен. Па ако размислувате за кариера во овој свет, сигурна сум и ви ветувам дека овие работни места ви се буквално еден билет неповратен кон еден динамичен и многу брзо растечки свет, кој што е навистина полн со можности. И на крајот, како што ви ветив, ќе разгледаме просечни плати на девелопери. Овде во оваа табела имаме плати кои што се однесуваат на 3 нивоа. Обично ги делиме нели на јуниор, интермедиат и сениор. Во светот на програмирањето тие се главните нивоа на кои што може да се наоѓа еден програмер. Имаме плати просечни, значи ова се просечни плати, не зборуваме за засебни. Просечни плати имаме за фронтенд и фулстек во Европа и фронтенд и фулстек во Америка. Во основа junior фронтенд во Европа, како просечна плата за оваа позиција би била 45.000 евра. Понатаму фулстек во Европа, junior, сумата изнесува околу 57.000 евра. Понатаму имаме интермедиат фронтенд во Европа со 53.000 евра. Интермедиат фулстек во Европа 65.000 евра и кога ќе стигнеме до сениорските позиции, стигнуваме до некои суми како сениор фронтенд во Европа 90.000 и фулстек во Европа сениор 115.000 евра. Овие плати се просечни плати на годишно ниво. Значи, понатаму во Америка, кога ќе се префрлиме на тој пазар, имаме нешто малку повисоки плати. Имаме джуниорска позиција за фронтенд која што изнесува 75.000 амерички долари на годишно ниво секако, а за фулстек джуниорска позиција имаме 85.000 долари. За интермедиат фронтенд во Америка 95.000 и фулстек интермедиат 100.000 долари на годишно ниво и сениорските позиции се секако највисоки и добиваме износи од фронтенд од 130.000 долари и 150.000 долари на годишно ниво за сениор фулстек во Америка. Претпоставувам дека овде би имале прашање во врска со состојбата на пазарот во Македонија, за пазарот на труд на девелопери. Па јас би сакала да зборнам кратко и на таа тема. Јас се извинувам што во оваа табела немаме баш разложување на пазарот во Македонија, но тоа се должи на тоа што јас во основа она истражување кое што го правев, податоците за Македонија беа баш слаби и недостапни, но она што успеав да го најдам во врска со нашата држава и нашиот пазар на труд во моментов
просечната плата на програмери, значи немаме начин да стигнеме до разложување на junior, intermediate и senior, бидејќи во држава вака нас имаме само една позиција на која што нели работат сите кои што работат како програмери. И заради тоа имаме една целосна просечна сума на просечна плата и таа изнесува, ова е информација од почетокот на оваа година, и таа изнесува околу 92.000 денари нето. Значи, во моментов таа е просечната плата во нашава држава за програмерите и наводно е најголема од сите, можеби на исто или на слично ниво како и пилотите. Значи, она што успеав да го најдам во текот на истражувањето е дека програмерите се платени исто како пилотите, дури можеби малку повеќе. Океј. Имаме коментари, извини што те прекинав. 1500 евра наспроти 45, тоа е Македонија, значи пилотите земаат 3000 евра. Да, окей, пред да ви се заблагодарам, тоа ќе се вратам малку назад и ќе би сакала да објаснам дека овие плати се навистина просечни и многу зависи за тоа како во која фирма ќе работите и на каков начин таа фирма ќе функционира. Секако во Македонија можеби се разликуваат малку платите, меѓутоа јас не би рекла дека се разликуваат премногу од кога ќе споредиме со европските. Посебно не за сениорските позиции. Тоа е од она што го имам како информација и од искуство мое лично. Сега пак ќе речам, нели, многу зависи како ќе работите, дали ќе работите за локална фирма, дали ќе работите на глобален маркет, ремоут и така натаму. Тоа многу ќе зависи, нели, кога ќе започнете, меѓутоа целта ми беше да го видиме да видиме моменталната состојба на пазарот на труд за програмерите. Океј, за крај би сакала да ви се заблагодарам на вниманието и на присуството во толков голем број. Ќе предадам на Филип да продолжи со презентацијата. Фала ви многу. Фала ти на тебе, Магдалена. Вака, значи, пред да продолжиме со прашање, имавме неколку, околу 10 прашања на Интерапт. Како што најавивме на почетокот, ветивме мала кратка презентација за двете академии, Frontend и Fullstack во Brainster. Така да сега би сакал да споделам екран, чисто да ги доловиме тие информации. Само секунда. Мислам дека гледате. Најпрво сакал да издвојам дека моментално уписите се во тек. Моментално тече понудата за Let's Call Early Bird, која што трае до 31, до 15 септември. На вториот слайд гледате дел од инструкторскиот тим кој што работи во Brainster, ова е само дел. Имаме околу 10 инструктори на секој од академиите. Во фронтенд тука го гледаме Огрен, кој што работи како фронтенд девелопер со повеќе од 8 години искуство. Елена, која што работи како фулстек девелопер со 15 години искуство. Анастасија, senior PHP девелопер со 6 години искуство. Александар со над 11 години искуство. Во академијата за фулстек го имаме Ахмет Адем, кој што е со над 13 години искуство, кој што работи како React девелопер. Магдалена, кој што беше денес наш гостин, кој што работи како фулстек девелопер со над 7 години искуство. Никола, JavaScript девелопер со над 7 години искуство и Емилија со 6 години искуство. Тука гледате реални проекти кои што нашите студенти ги изработуваат во текот на студирањето на Brainster.
првиот проект е хакатон за Зенов, која што заедно фулстек и фронтенд девелоперите изработија веб решение за Зенов, во кое што вклучија eShop, со цел да можат лесно да го едитираат и менуваат информации самите корисници на веб страната. Имаме втор хакатон кој што е Cross Academy соработка за Special Olympics North Macedonија, која што изработија веб решение. Исто така и нашите студенти од Fullstack изработија веб страна за УКИМ во која што споделуваат, која што се лесно споделувањето на информации помеѓу УКИМ и останатите студенти на различни факултети. И завршниот проект кој што го изработија Fullstack девелоперите за CoinTracker, кој што изработија апликација која што ги следи месечните приходи и расходи и која што може да поставите буџет на користење. Тука се само некои делом нашите алумни студенти кои што успешно се имаат работено. Тука го имаме Мартин, Стефани, Виктор, тие сите имаат завршено фронтенд програмирање и се имаат работено во разни фирми. Го имаме Александар, кој што се има вработено во Coded Solution, Марија во IW Connect и Роберт исто така. Претпоставам дека ќе има прашања во однос на акредитацијата. Да, со завршување на Академија на Brainster добивате сертификат заедно со Brainster Next, кој што е високо образовна акредитирана институција од МОН, од Министерство за образование и наука, така да со завршување на Академијата на Brainster се добивате со тие два сертификати на Brainster и Brainster Next коледжот. Тука гледате тим за иновации и вработување. Тука се нашиот партнершип тим кој што има над 100 партнерски договори подпишано со 100 компании и тука гледате дел платформата каде што нашите студенти можат буквално да најдат работа и како нашиот тим му помага при најдењето на работа. Во прилог ќе ви испратиме линк каде што ќе можете да ги гледате модулите кои што се изучуваат на самата академија и доколку се пронајдовте во целово предавање, можете да аплицирате и да закажете кариерна средба со некој од нашите кариерни консултанти. Во линк ќе ви споделиме линк. Така да може да се префрлиме на Q&A сесијата, каде што Вил ќе ни ги покаже прашањата. Океј. Топ прашање со 3 votes. Дали постои можност за стажирање во областа на фронтенд девелопери? Ако да, каде и како до таму? Мислам дека ова прашање би можело да се вклучи Вил да одговори и понатаму одиме редоследно. Да, претпоставам прашањето е кон Магдалина, така што би оставил простор на Неис. Да, окей. Значи, стажирање, ако мислите, сигурно мислите на пракса, секако дека постои, се додека сте квалитетен студент, секогаш ќе има простор за пракса. Да ви кажам само од лично искуство, сите ние сме започнале како практиканти некаде, така што да, има такви можности и се почести од тоа што мислите. Каде? Јас би рекла секаде, а како дотаму, со многу труд, со многу учење и со стремеж да се стани шо поквалитетен кадар. Наредно прашање. Зошто во 2023 е многу тешко да се најде работа во Македонија? Мислам на фронтенд entry позиција. Entry level. Да, видете, се сложувам дека
точно е тоа дека е потешко да се најде работа како entry level. Сега овде прашањето е поставено на начин што вели од Македонија, што претпоставувам дека се обидувате да најдите работа од Македонија надвор. Искуството мое лично покажува дека како джуниор е многу потешко да се најди работа ремоут. Заради тоа мој совет е секогаш да се започне од компанија на која што стварно им треба кадар и би биле спремни да ве обучат на некој начин, да ве направат интермедиат. И после тоа нели може да размислувате и на позиции надвор од државата и така натаму. Тешко е да се најде работа од Македонија како entry level, заради тоа што нели ремоут довербата е поинаква и најчесто велам, посебно во Европа, ремоут позициите се од интермедиат нагоре. И заради тоа е потешко да се најде таква entry level позиција, меѓутоа секогаш има фирми тука кои што се спремни да ве насочат, да ве обучат и сигурна сум дека ќе најдете таква. И не само што ќе најдете, ќе бидете благодарни што сте започнале таму. Океј, наредно прашање. Професорот на Бренстер факултетот им рекол на студентите дека за 2 години нема да постоел веб девелопери, поради AI. Ми го каже студентот таму дека имал пријател и роднина таму. Зошто мислите дека го рекол тоа? Не знам зашто го рекол тоа, искрено. Не можам да мислам ништо, затоа што не знам никој го рекол, ни каков бил контекстот на разговорот, така што не би можела на вистина да дадам одговор на ова. Јас не се сложувам лично со ова. Да, тука можам да се надополнам, не сум сигурен колку е проверена информацијата, која ни е насоката не само за академиите за програмирање, за сите вештини за кои што имаме академии, е дека AI секако неизбежно дека ќе ги замени луѓето кои што сега вршат мануелна работа, така? Значи тие што знаат да користат AI ќе ги заменат програмерите или маркетерите, дизајнерите кои што не знаат да користат AI, поради причината што ќе имаат конкурентна предност, бидејќи ќе имаат повеќе идеи, ќе бидат побрзи во извршување на работа, сите тие предности. Меѓутоа дека AI комплетно ќе ги замени дали веб девелоперите или било кои други вештини од IT, знаеме дека не може да се случи во многу блиски иднина. Секогаш ќе им треба на компаниите луѓе кои што ќе знаат да го насочат AI, и C-level позициите ќе им требаат луѓе на кои што ќе треба да се ослонат под нив, така што тоа е моето размислување, чисто сакав да го дополнам. Ако нема Магдалена нешто плюс, Филип може да продолжи. Да, сосема се сложувам со тоа. Имаме и позитивни реакции во чат на Zoom. Наредно прашање. Кој беше вашиот прв реален проект? Некој совет за како би можеле сами да направиме свој проект? Кои апликации најмногу сте користеле при правење на проект? Вашето прво интервју и како да постигнеме подобар впечаток на идни интервјуа? Многу убаво прашање. Мој прв реален проект беше e-commerce апликација. Тоа беше апликација на која што работев на мојата прва пракса, која што беше негде околу пред 7 години, не сум точно сигурна, меѓутоа сигурно има барем 6,5 ако не 7. E-commerce проект доста сложен, кој што како јуниор сега кога ќе се навратам наназад, можеби можеле да ми дадат нешто поедноставно, меѓутоа секогаш од тоа искуство на сите им велам дека не треба да се плашат од комплексноста на проектите, заради тоа што во колку
на колку поголем проект работите на почеток, толку помал ви е стравот и предизвикот за понатаму кога ќе добиете помали проекти. Значи тоа беше мојот прв реален проект. Понатаму прашањето вели некој совет за да направите свој проект. Кои апликации? Јас го започнав моето работење во PHP, потоа го проширив со нели да станам full stack програмер, значи работам со PHP, JavaScript, подоцна со Laravel и така натаму, значи од почетокот се до сега нели главен стек ми е PHP и JavaScript, така што тие беа програмските јазици во кои што работев и на почеток и сметам дека се едни од најлесните за оние кои што сакаат да започнат со нели со учење, и тоа се и оние технологии кои што нели ние ги предаваме на академиите во Brainster. Моето прво интервју беше доста неформално, јас би рекла, во однос на тоа како да постигнете подобар впечаток на идни интервјуа. Ако се работи за први интервјуа, јас само препорачувам искреност и покажување на ентузијазам за учење. Тоа е нешто што ќе ве стави пред некој друг кога станува збор за баш прво интервју и човек кој што нема доволно искуство. Тоа беше одлично прашање од Симона. Наредно прашање Сандра. Во врска со вработување, ваш совет за тоа како до повеќе искуство. Исто така како да се справиме со тоа што сите фирми бараат, девелопери, програмери, тестери со минимум 3 години искуство, некогаш и повеќе. Long story short, колку значи да имаш нашата титула во процесот на барање работа? Како до повеќе искуство? Прифатете, најпрво е да бидете скромни, да прифатете, барем за почеток, да прифаќате работи кои што не нудат премногу средства, да речеме, но нудат премногу знаење. Така ќе се издигнете погоре, многу погоре од сите. Понатаму имаме подпрашање исто така како се справиме. Океј, со 3 години искуство некогаш и повеќе. Ова од моето искуство, посебно за кај нас, не е баш точно. Секогаш има фирми кои што примаат практиканти, така што пратете и барајте такви фирми. Не разгледувајте само на едно место огласи, туку разгледувајте на повеќе и распрашувајте се исто така од луѓе кои што нели работат некаде и така натаму. Колку значење има нашата титула? Ако мислите на тоа на титула фронтенд или фулстек, ќе има значење само во однос на тоа за каква позиција аплицирате. Инаку каква титула ќе носите не е баш толку многу битно. Дали битно е само да знаете што вас ви лежи, дали фронтенд или фулстек повеќе. Наредно прашање од Дален. Дали сертификатот кој што добива после завршување на Академијата Brainster, конкретно за фронтенд програмирање, содржи бодување, тоест колку реално си научил на Академијата, или сите кои што завршуваат и добиваат ист сертификат? Може и Вил да одговори на ова прашање. Да, може ова јас да го земам. Од пред околу 1 година имплементиравме 3 нивоа на сертификати баш за да го решиме овој проблем каде што како што пишал и Ален, сите кои завршуваат добиваат исти сертификати на хартија, а претпоставам според како бидејќи опрашуваш ова прашање се соочил со проблем каде што се издвојуваш и си подобар, а дојуваш исто како и некој друг кој што помалку се потрудил или научил. Така што на секој од академиите генерално ти специфично прашуваш за фронтенд, има 3 нивоа на сертификати
и според тие нивоа се препорачуваат студентите на партнерските компании за вработување. Се надам дека ти го одговори прашањето, ако има нешто за да се надополнам словно пише, дали во чет или на интерапт ќе го поминам. Наредно прашање. Господин барат искуство со одредени технологии кога станува збор за пракса во било која фирма. Сепак станува збор за пракса обука, не за работна позиција. Јас ќе го преземам ова. Во основа, кога се работи за пракса, не верувам дека баш компаниите бараат искуство, туку бараат некое предзнаење да имате со тие технологии, во смисла, ако тие работат со PHP и вие влегувате како практикант во нивната фирма, идејата на практикантите не е да работат на некоја изолирана околина за да продолжат со учење, туку идејата на практиканството е да почнете да работите на реални проекти. За да работите на реалните проекти на кои што работат во таа фирма, да речеме, мора сепак да имате некакво предзнаење во врска со технологиите со кои што работат во таа фирма. Заради тоа се бара, нели, барем да имате предзнаење некакво во таа технологија во која што тие работат. Инаку не верувам дека се работи за баш искуство да се бараат кога станува збор за практикантска позиција. Наредно прашање. Јас како јуниор девелопер со година и пол искуство, не се разбирам многу на начини како да гуглам за да најдам одредени одговори и решение. Дали би можел да ни да покажеш некои начини како да пишуваме на Google да ми дава само одредени одговори? Сум слушнал дека има начини со символи and stuff. Не би рекла дека треба да го прекомплицирате пребарувањето на Google. Едноставно е, правилото е да бидете концизни, да не пишувате премногу зборови, туку да го дефинирате барањето на еден многу концизен и краток начин. Значи, не комплицирајте кога пишувате, ако е прашање, поставете го прашање, ако ви треба конкретен пример, поставете го како дека ви треба пример, например example for тоа и тоа, и бидете, уште еднаш ќе речам, доста концизни и кратки. Наредно прашање од Сандра. Perplexity и Blackbox како AI, ваше мислење? Дали се добар избор за помош при генерирање на кодови и слични? Јас да бидам искрена, немам слушнато за Perplexity, ниту пак за Blackbox, така што не би можела да дадам мислење за овие две. Наредно прашање. Ален, дали сертификатот кој се добива после завршување на академија има позадина, поддржан од некоја државна институција или само Brainster стои позадина на тој сертификат? Вака, значи, со завршување на Brainster Академија се добивате со два сертификати. Тоа е сертификатот Brainster и Brainster Next. Brainster Next е акредитирана високообразовна институција од Министерство за образование, така да се добива со некоја државна и стои позадина некоја државна институција, тоа е Министерство за образование и наука. Дали може би Brainster размислува да воведе на студија за вештачка интелигенција на факултетот College Brainster Next? Вил? Да, тука ќе додам само дека константно ги апдейтираме програмите и на академиите и на коледжот Next. За AI нема да оддавам премногу, ќе кажам да, меѓутоа нема да оддавам премногу детали. Наредно прашање од Димитар. Дали вештачката интелигенција ќе го замени човекот и тек индустријата? Мислам дека одговоривме на ова и Вил и јас. Каква е опасноста AI да ни ја намали побарувачката на пазарот за фулстек и фронтенд девелопери?
Нема опасност во овој момент, како што ова е многу слично прашање како претходното, така што мислам дека го одговорив. Дали треба да се плашиме од AI Tech? Гледам дека се сите прашања кон слична Повеќе- тема. Нешто да. што сакам, дечки, јас да ве прашам, би да ги гледам дека има многу коментари со AI Tech, вештачка интелигенција. Дали може во чат да пишете еден само, ако сакате да направиме ваков сличен вебинар кој што ќе биде само на тема AI, специфично за програмирање, дали тоа би било од корист бидејќи гледам поварувачка на чат. А секогаш сакаме да ме вредност, така што би ни било од корист ако споделите мислење од чат. Океј, Антонио, Златко, Христијан, Мартин, Димитар. Океј, гледам доста единици во чат. Може, Бојан. Над 15. Супер. Океј, тогаш ќе пробаме да го изведеме ова и во скоро време да имаме ваков ист настан на тема AI за програмирање, за да ви дадеме повеќе вредност. Фала ви, дечки, на коментарите од чат. Дали имаме уште прашање? Да провериме чисто уште еднаш. Имаме прашање од Симона. Како полесно да ги изучувам програмските јазици C, C++, Java и така натаму надвор од факултетските студии, друг извор на учење, за учење? Океј, ако е стриктно за овие технологии, тоа ќе дадам друг одговор, но ако се работи за технологии кои што ги имам во Brainster, јас топло ви ги препорачувам академиите на Brainster. Во однос на C, C++, Java и така натаму, надвор од факултетски студии, јас би рекла имате доволно resources на интернет, YouTube и така натаму, така што мислам дека тоа ви е алтернативата. Да, и друго што го често се појава како прашање, која и на ваквите вебинари и на разговорите кои доаѓаат луѓе на академија е дилемата дали додам на академија, дали да учам сам, така дали да гуглам, дали да гледам курсеви од Udemy, дали да гледам видео од YouTube и така натаму. Генерално, дечки, за која е академијата? Ви спомна веќе Филип во презентацијата која што ви ја спомена. Кои се разликите и зошто академија е посоодветна за некој од вас? Учите од industry experts, значи од луѓе кои што го работат тоа и ви даваат real time insight за што се бара моментално, што е актуелно. Имаме тим за partnerships и за вработување, тим од неколку луѓе кои што секој ден работи само на тоа како ако вие имате добри бодови на академија и реалните проекти на кои што работите, ги изработувате како што треба, како да ви помогне за да се вработите. Така што генерално е тоа што имате roadmap, имате кој да ви биде како помош да не лутате со информации, воедно да ве насочи кон првата пракса или платена работа. Ми стигна уште едно прашање во меѓувреме. Да. Дали сметате дека React е лесно изучлива технологија наспрема други? Сметам дека React е исто лесна или исто тешка како и било кој друг фреймворк на JavaScript, така што изборот е ваш која технологија ќе изберете. Навистина не сметам дека има некоја што е полесна или потешка. Сите се базирани во основа врз база на истите концепти, така што да, мислам дека има иста тежина со другите JavaScript frameworks.
Мислам дека може да проверим уште еднаш, ама верувам дека тоа е тоа. Имам уште едно од Симона. Дали при пракса ќе се фаќате сите резимеа, без разлика од која страна е направена или има посебен избор? Во основа секогаш се прифаќаат сите резимеа, само разликата е во тоа што колку е повпечатливо CV-то, односно резимето, толку имате поголема шанса да ве видат, да ве забележат и да ве повикаат на пракса. Значи во основа тоа е мојот совет во однос на резиме, макар што мислам дека имаме дури на крајот нешто такво на академиите, Вил, ако не се лажам. Извини, само дали може Да, не те чув прашањето беше во врска со прашањето беше во врска со резимеата. Мислам дека на академиите дури даваме некои насоки при крајот на академиите. Имаме посебен модул кој ве спрема само за тоа како да си го спремите CV-то, како се спремите за интервју, за тие што сакаат да го почнат патот на додека бараат работа, да почнат да бараат и фриленс работа, имаме посебен модул и за тоа, така што покрине делот со средување на CV, барање тоест спремање за првото интервју и други работи поврзани со чекорите по завршување на академијата. Како да си ги представите проектите на кои што имате работено во текот на академијата, бидејќи дечки тоа е ви и да имате најдобро CV. Мислам дека ова го спомни некој предходен инструктор на предходните вебинари, и да имате многу добро CV, мора да знаете да се продадете на интервјуто. Да, апсолутно. Јас сум во меѓувреме споделив ресурси од фронтенд и од фулстек линковите, каде што може детално да ги видите кои модули точно се изучуваат и што вклучуваат тие при завршување на академијата. Мислам дека ова е ново прашање. Колку време мислите дека е потребно за да се изучи една технологија? Да, вака, навистина не можам да дадам конкретен одговор на ова прашање, заради тоа што многу зависи колку време ќе посветувате на изучување на технологијата, која технологија ќе изучувате, на кој начин ќе сакате да пристапите и така натаму. Дури ако ги разгледате програмите на академиите, ќе видите дека секој модул, односно за секоја технологија има значи секој модул трае различно, значи некој трае 3 недели, некој трае 2 недели, некој трае 1 недела, така што навистина не можам да дадам конкретен одговор, многу зависи од многу фактори. Да видиме повторно, мислам дека тоа е тоа. Тоа имаме неколку коментари од четот. Преска може и тие да ги видиме. Димитар ни сподели success story повора. Може тоа да го видиме и мислам дека имаме коментар при крајот. За учење, помалку гледање видеа и туторијали и повеќе сами трудејќи се да кодирате и правите проекти, само така влегува во глава. Да, се сложувам со ова, да. Што повеќе пракса, она што и ние се трудиме да го правиме во Брейстер, не само на академиите, па дури и на коледжот, така што праксата ќе ви даде најмногу и знаење и искуство, нели? Вил, ми кажа уште едно прашање и уште еден коментар погоре, така? Тоа е тоа. Јас пошто гледам дека тоа е поставен. Да, полека се ближиме до 9:30, скоро сме точни до минута и имавме многу прашања, така што драго ми е што одвоивме време да имаме
доволно за сите прашања. Тука може да го привршуваме настанот кон крај. Фала ви од мене уште еднаш за присуството, за интересот покажан, за интеракцијата, за прашањата, така да се гледаме до нареден вебинар каде што можеби би го опфатиле AI. Да, фала ви, stay tuned за следниот евент, евентуално би оставил збор на Магдалина да го одјави настанот. Да, фала ви многу уште еднаш на сите упорни кои што останавте да се до самиот крај. Фала ви за присуството, фала ви за интеракцијата исто. И се надевам ќе се видиме на некој нареден вебинар повторно. Баш бевте супер публика. Убаво вечер, дечки. Чао, чао. Поздрав. Чао, чао.